10 мистерии на човечкото однесување кои науката не успева да ги објасни. Оваа статија содржи некои мистерии за човечкото однесување, што науката не може да ги објасни. 10 работи што не ги разбираме за луѓето. Научниците го поделија атомот, стап на луѓе на месечината и ја открија ДНК-то, од која сме создадени, но има некои мистерии за човечкото однесување кои не успеа целосно да ги објаснат. Зошто сонуваме, се бакнуваме, поцрвенуваме или сме срамежливи? Ова се основите на човечкото однесување. Научниците се уште немаат поим. Следниве 10 мистерии на човечкото однесување се: под 10 срамежливост, искусно чувство на страв, недостаток на удобност или на пријатност кога некоја лице е во близина, се приближува или му приоѓаат други луѓе, особено во нови ситуации или со непознати луѓе. Срамежливоста може да потекнува од генетски особини, средината во која личност е воспитана или лични искуства. Под 9. Уметност, сликарството, танцот, вајарството и музиката би можеле да бидат човечки еквивалент за да покаже колку е некој добар потенцијален партнер. Сепак тоа може да биде и алатка за ширење знаење или споделување искуство. Например, една студија на Джефри Милер на Универзитетот во Ново Мексико покажува дека жените предпочитаат креативност наместо богатство, кога нивната плодност е на врвот. Други веруваат дека нагонот да се бараат естетски искуства еволуирале за да не охрабрат да научиме за различните аспекти на светот, оние со кои нашиот мозок не опрмил да се справиме при раѓањето. Под 8. Адолесценција. Адолесценцијата е преодна фаза на физичкиот и психолошкиот човеков развој, што генерално се случува во периодот од пубертетот до зрелоста. Периодот на адолесценција е најтесно поврзан со тинејџерските години. Ниту едно друго животно не поминува ни строги, непредвидливи тинејџерски години. Некои сугерираат дека му помага на нашиот голем мозок да се реорганизира пред полнолетството или дека дозволува експериментирање во однесувањето пред одговорноста во подоцнежните години. Под 7. Чепкање на носот. Еден од четворица тинејџери се впушта во оваа навика, во просек 4 пати на ден, покаже едно истражување. Непривлечната, но вообичаена навика за внесување назален детриутус речиси и да не нуди нутритивна корист, па зошто четвртина од тинејџерите го прават тоа во просек 4 пати на ден? Некои мислат дека го зајакнува имунолошкиот систем. Под 6. Суеверие. Суеверието е пејоративен термин за верување во надприродна каузалност, дека еден настан води до причина за друг без физички процес кој го поврзува едниот со другиот настан, како што се астрологија, предзнаците, вештерството и така натаму, што е во спротивност со природните науки. Необичните, но смирувачки навики немаат никаква еволутивна смисла. Сепак древните луѓе би имале корист ако не го отфрлиле шушкањето на лавот во травата како налет на ветар. Се чини дека религијата ги користи овие импулси. Под 5. Алтруизам или несебичност. Правењето добри дела е дел од човечката природа. Тие едноставно не може да одлучат зашто го правиме тоа. Алтруизмот или несебичноста е принцип или практика на грижа за благосостојба на другите. Тоа е традиционална доблест во многу култури и суштински аспекти на различните религиозни традиции. Иако концептот на другите поднаводници кон кои треба да се насочи грижата може да варира меѓу културите и религиите. На крајот на краиштата, која е поентата да им се помага на другите, ако не им се гарантира дека ќе вратат услугата? Роберт Триверс од Универзитетот Рутгерс во Њу Џерси тврди дека природната селекција ги фаворизирала нашите алтруистички предци,
бидејќи тие би можеле да очекуваат да имаат корист. Меѓутоа, овие тенденции станаа погрешни додека развиваме глобализиран свет. Под 4. Бакнување. Културните конотации на бакнување многу варираат. Во зависност од културата и контекстот, бакнежот може да изрази чувства на љубов, страст, наклонетост, почит, поздрав, пријателство, мир и среќа и многу други работи. Постојат теории дека тоа е поврзано со сеќавањата на доењето и дека древните луѓе ги одвикнувале своите деца хранејќи ги од устата, што ја зајакнало врската помеѓу споделувањето плунка и задоволството. Друга идеја е дека нашите предци кои барале храна биле привлечени од црвено зрело овошје и така развиле црвени усни за да ги искушуваат сексуалните партнери. Се покажа дека бакнувањето го намалува нивото на хормонот на стрес, кортизол и го зголемува хормонот за поврзување окситоцин, што е добро за нашето здравје и среќа. По 3. Смеа. Неволна реакција на одредени надворешни или внатрешни стимули. Смеата може да произлезе од активности како што се скокоткање или од хумористични приказни или мисли. Се смета за визуелен израз на голем број позитивни емоционални состојби како што се радост, веселба, среќа, олеснување и така натаму. Во некои прилики тоа може да биде предизвикано од спротивни емоционални состојби како што се срам, извинување, збунетост или љубезно смеење. Смеењето ги зголемува нивоата на ендорфин за добро чувство, помагајќи ни да се поврзиме со другите. Смеењето на поднаводници може да се користи за да се оддалечат луѓето. По 2. Руменило или црвенило на образите. Уникатна човечка особина. Руменилото, неволно црвенило на лицето на една личност поради срам или емоционален стрес. Познато е дека доаѓа од љубов или од некаква романтична стимулација. Се смета дека црвенилото е резултат на прекомерниот и активниот симпатичен нервен систем. Чарлс Дарвин се бореше да објасни зошто еволуцијата не натера да поцрвенеме кога лажиме, што ги предупредува другите. Тој го нарече најнеобичен и најчовечки од сите изрази. Сепак некои мислат дека првично го користил за дифузија на агресивни пристапи од подоминантни поединци. Со текот на времето стана поврзано со повисоки емоции како што се вина и срам. И по 9. Сонување. Сонот е искуство на замислени слики, звуци или други сензации за време на спиењето. Соништата ни помагаат да ги консултираме емоциите без налив на хормон на стрес што би го придржувале вистинското искуство. Тие помагаат и во меморијата и во решавањето на проблемите. Луѓето се подобри во сеќавањето на списоците на сродни зборови и врските меѓу нив по ноќниот сон, отколку по истото време поминато буден во денот. Неодамна беше откриено дека можеме да сонуваме дури и надвор од рем спиењето, или познато како рем фаза. Тврдувањето е дека рем соништата вклучуваат долги приказни со повеќе емоции, додека не рем соништата често вклучуваат пријателски интеракции. Теоријата на Зигмунд Фројд за соништата кои ги изразуваат нашите потсвесни желби се генерално дискредитирани и се препознават дека тие ни помагаат да ги процесираме емоциите, но причината зошто гледаме такви чудни визии не е соодветно објаснета.